Со блокадата на изборниот законник, СДСМ и Левица и штетат на државата. Според поранешниот градоначалник од редовите на СДСМ и лидер на Српска демократска лига Саша Богдановиќ, на овој начин тие бараат алиби ако тој закон сепак пројде, да го сметаат за лошо решение и изговор за неуспех на некои следни избори. Времето се тенчи, вели тој, и просторот за договор е се помал. Според него, воопшто не е добро тоа што СДСМ и Левица пробуваат да добијат политички поени за нешто што е дел од реформската агенда и клучно за продолжување на евроинтегративниот пат. Ваквиот однос, односно ваквото неприфаќање и блокада на целиот пакет од страна на опозицијата само не води во еден лош правец. Прво, да не можеме да исполниме реформската агенда, второ, да не можеме да им дозволиме, односно на гласачите, да имаат подобри права кога сакаат да го дадат своето право за да изберат некого. Се прави штета на државата, на целиот изборен процес и на самите граѓани. Ако вие сте сигурни во вашите политики, во понудата што имате до граѓаните, тоаш не треба да се плашите на било какви измени да се случуваат. Него напротив треба да имате конкретна понуда до самите граѓани па да ви дадат доверба. А ако се плашите од волјата на граѓаните, тогаш ќе го правите ова. СДСМ воопшто нема намера да учествува во креирањето и донесувањето на изборниот законник. Доказ за тоа е што се уште не излегле со предлог за гласање на диаспората и покрај тоа што премиерот им даде одврзани раце да состават текст за што побрзо да се изгласа во законодавниот дом. Јас од тоа што го гледам од дискусиите можам да заклучам дека нема издржани предлози од страна на опозицијата, иако од власта беше понуден бел лист да се напишат сите амандмани, сите предлози за кои што би се подобрил изборниот законник и сите би биле на некој начин задоволни. Ова само личи на еден вид на ламерна блокада, се со цел да не се постигне, односно не се донесе новиот изборен законник. Ако се седне и се размисли потрезвено, мислам дека со конкретни предлози и амандмани може да се направи консензус за да тој закон биде усвоен. Но ако идете со инат и со водење на, ајде да кажам, се водите од лични интереси, тогаш немате желба да постигнете. Шансите за донесување на изборниот законник до среда се сведени на минимум. СДСМ се стрикно против да гласа диаспората и побараа да се формира работна група, што од премиерот беше одбиено со образложение дека СДСМ нема искрени намери да се донесе изборниот законник, туку само бара пролонгирање, односно сака работна група за да не се дојде до решение. Во моментов изборниот законник е блокиран со 14.000 амандмани од опозицијата. Ако тој не се донесе, на Македонија и пропаѓаат условените 4 милиони евра за спроведување на оваа реформа, кои можеше да ги добие преку планот за раст на ЕУ.